Платите на универзитетските професори да достигнат 100.000 денари. Ова го предвидуваат мерките што ВМРО ДПМН планира да ги реализира во делот на образованието. Председателот на партијата Христијан Мицкоски наведе дека примањата на вонредните професори бија достигнале сумата од 80.000 денари, на доцентите од 60.000 денари, а на асистентите на факултетите 45.000 денари. Професорите и наставниците пак во средните и основните училишта би требало да добијат плати до 37.600 денари. Зголемениот буџет за плати треба да го спречи иселувањето на образовниот кадар од земјава. Ова значи 2,5 пати повеќе од тоа што денеска го обезбедува државата. Токму со оваа мерка ќе се стимулира квалитетот и мотивацијата на универзитетскиот наставен кадар. Да не ни се случува асистенти и доценти од универзитетите да напуштаат наставно-образовен процес и да бараат подобринина поради тоа што примањата се 20-25.000 или нешто помалку од тоа. Мицкоски најави за брзани инвестиции во образовниот сектор. Планира изградба на 20 нови и реконструкција на најмалку 50 постојни училишта. Поголемиот капацитет и подобрите услови треба да го зголемат квалитетот на образовниот процес во земјава. Вложувања ќе има и во културата. Партијата предвидува изградба на нови театри во Скопје, Охрид и Прилеп. Треба да се реконструира и музеот на Македонија. ВМРО ДПМН планира да го намали данокот на додадена вредност во секторот култура од 18 на 5%. Овој потек, меѓу другото, треба да придонесе за поевтинување на билетите за културните настани. Ова ќе значи повеќе заштеда за граѓаните и повеќе достап на култура. Ова ќе се однесува за уметнички дела, за организирање на културни настани, продажба на билети, за изнајмување на простор, за организирање на културни настани во институциите од културата, а ќе придонесе и за стимулација на самоодржливоста на институциите. Во програмата за обнова на Македонија стојат и мерките за проширување на дуалното образование во средните стручни училишта, односно што поголем број на млади да учат преку работа на реално работно место. Партијата планира да овозможи барем еден македонски универзитет да се најде во првите 1000 според Шангајската листа за квалитет. Инаку примањата на културните работници и покрај порастот на платите се уште се меѓу најниските во администрацијата, додека наставниците минатата есен се согласија на привремен компромис кога прифатија пораст на платите од само 10% и покрај тоа што бараа покачување од 25%.